е како би требало да биде, но кај нас Од не страна е баш на така. лидерот. Молам? Кај нас моментално не е баш така, пратениците не се најглавни. Инаку се согласувам дека би требало Главното да прашање е зошто, нели? така е, А да. треба да се најглавни, Би требало а не да е се. вака, да. Зошто? Заради Просто тоа што кажано, го слушаат лидерот. затоа што се заробени, значи не го слушаат дека сакаат многу да го слушаат. Го слушаат затоа што мораат да го слушаат. Затоа што се ставиле во таква како да ја наречам позиција, Таква позиција. поданичка и послушничка и така натака, а тоа го прави изборниот закон со отворени листи. Значи тие не можат да дојдат на изборна листа за да бидат избрани на избори, ако не се постават од таква поданичка позиција, да го замолат лидерот што год сакаат, он ќе направи, ќе му ветат, ќе дадат на залог имот пари, ќе остават, ќе потпишат меници, што год да треба, само да ги стави на добитна позиција да станат пратеници. Значи главната поента ни е дека доколку се промени сето ова и доколку има отворени листи, сето ова нема да биде така. Токму така. Него ќе функционира на Целиот поинаков систем се начин. руши и тотално ќе функционираме како Шведска, како Данска, како Финска. Како Европа. Имаме реални шанси за да се направи ова кај нас во Македонија. Заради тоа што знаете да се промени изборниот закон и да има отворени листи, откако ќе има отворени Зошто листи. да нема реални шанси? Знаете, во секоја земја не функционира сите баш закони според, например, што би функционирало во Македонија, можеби во Америка никогаш не би функционирало и обратно. Според оваа логика, дали отворените листи мислите дека ние можеме како општество да ги прифатиме и да функционираме? Отворените листи не да можеме да ги прифатиме, него толку се лесни, толку се едноставно отворените листи инсистираат пратениците кои што ние ги гласаме, кои што потоа нас ни се одговорни, значи пред нас реферираат, пред нас се даваат отчет и нас не прашуваат, не консултираат за секоја една работа, се подготвува таков и таков закон, погледнете го предлог законот, кажете ми, има правници, има, дајте ми совет што да, вие сте моите гласачи, јас заради вас што се гласале вие, сум пратеник, вас се представам. Значи тие се пратеници се народни службеници, граѓански службеници. И тие мораат, како што е во цел свет така, значи јас овие години сум проучил мал милион најголеми експерти за изборни системи, правни како се кажат, политички системи и така натака. Најголемите авторитети за светски авторитети за тие работи токму тоа го кажуваат. Значи, или погледнете го искуството, како што Шведска, Данска, Финска и така натаму. Значи, пратениците ги прашуваат, постојано се во контакт, на Facebook, на мејлови, било како се во контакт со граѓаните и ги прашуваат, луѓе ќе се работи ова, што да предложам. Јас мислам вака. Кај нас не е тоа баш така. Никој не ги прашува луѓето. Никој не ги прашува. Сите го прашуваат кога? Од кој што зависат. Значи, со отворени листи, граѓаните зависат од гласовите на граѓаните. И затоа ги прашуваат граѓаните и нив отчет им даваат. До кај се што со затворени листи, пратениците зависат од лидерите. Значи ние со ова би ги ослободиле фактички за добро на пратениците, меѓу другото е и со отворените листи не само што ги ослободуваме пратениците, преку нив ние практично ја ослободуваме целата држава. Нас целата држава ни е заробена. Зошто? Затоа што кога лидерот ќе ги зароби пратениците, после тоа лидерот може што сака да им каже да изгласат, било кој закон, било кој функционер, било кој ќе си го гласат послушни како попчиња, никој збор нема смее да каже, затоа што си имаат гаранција оставено, ако случајно му се спротиват на лидерот, имаат последици огромни. И сите се како шпиртосани го сакаат, го обожаваат лидерот, пошто он е Господ и така натаму. После тоа, тие функционери што ќе бидат поставени, значи лидерот, премиерот да кажеме, ги става министрите, така. Има една многу лоша ситуација со затворените листи, што таму тоа го гледаат сите, ама можеби не може да ги поврзат така работите добро, што таму има негативна селекција на луѓе. Односно, се гледа тие луѓе не дали се најквалитетни, колку што квалитетни и стручни, супер. И тоа главно е дали се послушни. Дали се лојални, верни, послушни и што ќе му кажеш да направи. И сега обично некои си авторитетни луѓе со дигнитет, со достоинство, не ти влегува во таква ситуација. Меѓутоа има луѓе, иако се доктори науки, се влегуваат. Паричка, функција, ова, она, што те гале, ќе потребам 4 години, ќе влезам. Значи влегуваат и тука тој човек се става на располагање, заробене. Понатака може да прават што ќе год ќе му каже лидерот, потпиши, испери, направи, нема никаква за партијата, за избори, замижи и така натаму. Значи тоа ти како пластелин, буквално може да се месат. Може да ти прашува. И сега потоа партијата има можност да си вработува партиски луѓе на сите најодговорни позиции во државата, каде што треба да се перат државните пари. Да се краде, да се перат. Огромни државни пари
Не знам, јас, значи не е докажано дека сум видел. Теоретски да читам за тоа и праксата покажа дека огромни пари од државата се перат преку партиската војска, која што е поставена од државната администрација. И никој нема шанса да се вработи од државната администрација ако не е подпишана од лидерот од некој таму. Тоа е тотално заробена држава. И што да ти кажа понатаму? Зашто е ова корупција, зашто е ова криминал, зашто... Пази, држава, значи тука и не само и суди се бираат, и началници на главни на полиција, и војска, и доктори здравство, сите овој ресори, сектори. Морам да признам дека до сега се тоа што го образложивте на некој начин многу држи вода и суштина и... Јас многу сакам некој да ме побие, со аргументи. Не со емоција, ми се свиѓаш, не ми се свиѓаш, ова сигурно е навагова, ќе пропадне. Со аргументи сакам, јас со аргументи кажам. Се гледа дека сте потрошиле година живот за оваа тема. Оваа тема ме закачи мене саглам добро. И не може да се исцрпи во една емисија, него во повеќе. Да, би требало не да се можам јас и мојот бизнис го закачи, што вика, со промената на властите, секоја власт те шетале од десно, те удира, што не си со неја, си против неја. Ме закачи со тоа што децата мои се раселија низ Европа, на моите пријатели и роднини, јас тоа не можам да го гледам така мирно, значи се заложив да видам во што е проблемот, го најдов проблемот во што е, едноставно, да не комплицираме во милион, едноставно, 2 и 2 е 4, проблемот е во затворените изборни листи и криминалните поведенија што ги наложуваат, решението е во отворените листи и целата таа чистина и квалитет што ја нуди. Едноставно, со отворени листи е позитивна селекција на луѓе, не е негативна селекција, и со отворени листи се барат само најквалитетните, најчестните, добрите да се стават на места кај што ќе може да ги покажа своите квалитети. Тука нема лажење. Со отворени листи едно лажење се изгуби. Главна работа што и во бизнис и секаде кај што е нормален свет, кај што функционира, се две правила: почит и доверба. Значи ако немаат во политиката, во бизнисот, во семејството, ако луѓето меѓу себе немаат почитување и доверба, системот ќе се распадне. Тоа значи и во политиката кај нас, ја не знам, кажи ми кој во владата и во државата и така имаат меѓу себе се почитуваат и си имаат доверба. Значи секој се сомнева чипси, којци на којци, така да е. Доека ме држи тој горе, немам гајле. Меѓутоа, со отворени листи, ако еднаш излажеш, ако еднаш направиш нека глупост, понатаму бриши се од политиката, нема ти изгуби довербата. Значи мораш многу да внимаваш и што збориш и што правиш. И затоа ако ќе ветиш нешто на избори со отворени листи, не го направи тоа, па да видиш што следува. Па што ми излезе една таква голема афера со прислушкување, сигурно дека таму се немало некоја голема доверба меѓу политичките чинители. Еве, сами се контролираат, се прислушуваат, а контролата е многу битен збор за затворените листи, пошто лидерот мора се да контролира. И сите алати ќе го употреби, се да му биде под контрола, ако не му е, веќе... Значи тоа е законски сега, на некој начин. Да, со отворени листи нема потреба од контрола. Си имаш програма, си имаш програмска цел, мора да се ја направиш. Лоран, дали сметаш дека со една изборна единица имаат сите политички чинители подеднакви шанси на нашата политичка сцена, сите партии од мали, најмали, средни, големи, сите тргнуваат фактички од старт, од нула или не? Во моментов, сега како што е ситуацијата во Македонија, не е така, значи не тргнуваат сите од иста стартна позиција, затоа што поголемите и постарите партии, тие веќе имаат законски овозможено, односно направено да добиваат и поголеми финанси, да добиваат и поголема медиумска застапеност и во кампањата и така натака. Тури си издействувале преку заробените листи, заробени супер. Слично. Да, преку затворените листи си издействувале и медиумите да се заробени. Сите тие медиуми да не малте се тие нели уредници позадина и ако нешто они не сака да се објави, тоа нема се објави. Газата на медиумот одма кажува или ќе го бркал дравата тој уредник што не го слуша. Значи сметате дека има цензура во тој дел? Бите како, еве, цензурирани се отворените листи. Кој зборува за отворени листи по медиумите? Единствено Демократски импулс, единствено не знам кој друг медиум така или на социјалните мрежи. Затоа што тоа е најопасна тема за заробувачите, за лидерите. И така натака. Темата беше, извини, една изборна единица. Значи, дали имаат сите подеднакви шанси? Од старт немаат еднакви шанси, затоа што тие се по-мали и по-нови партии
не можат да влезат во кампања со иста сила, со иста моќ, со иста масовност на кампања како и постарите, нормално кај луѓето си влијае тоа. Кој повеќе влегува во очите и во ушите, тој повеќе добива. Меѓутоа, едната изборна единица има една предност, што со една изборна единица не се губат изборните гласови. Некоја мала количина на изборни гласови мора да се изгуби со една изборна единица, меѓутоа со 6 изборни единици се губат многу гласови и практично малите партии кои што нема да стигнат до некој си изборен праг, да кажеме до околу 7000 гласови, ако тие освојат 5000 гласови, тие гласови пропаѓаат. И практично со 6 изборни единици малите партии не добиваат гласови од неопределените гласачи, затоа што тие се невидливи. Не невидливи, него се плашат да не им пропадне гласот. Зошто да гласам за мала партија, ќе ми пропадне гласот, после тој глас пак ќе отиде кај првата партија и втората, по некој си донтоп мод. Така да, затоа викам, со една изборна единица се решава тој проблем да, ако на ниво на цела изборна единица некоја, како што се случувале, партии освоиле 25, 30, 50 гласа, а да немаат ни еден пратеник, овака, на овој начин, со една изборна единица сигурно ќе имаат 1, 2, 3, колку што треба. Тоа им беше прашањето, дали со една изборна единица би го решиле ово или сите би стартувале од старт, од почеток? Со една изборна единица се решава само тој проблем, само се решава проблемот со губење на гласовите за малите партии и на тој начин тие, пошто многу, тоа се некаде околу 10 пратеници кои што партиите ги добиваат од пропаднати гласови за малите партии. Тоа не е малку, тоа не е играчки, тоа се многу гласови. Меѓутоа, со тоа се решава само тоа. До тука ќе се реши, да кажеме, дали ќе се изгуби... Тоа е голем проблем. Ама дали ќе се решат главните проблеми од државата? Дали ќе се реши корупцијата со една изборна единица? Дали ќе се реши партизираност? Дали ќе се реши криминал? Дали ќе се реши пропагањето економско на државата, за презадолжувањето? Кои се уште големи проблеми? Дали било што ќе се реши? Ништо нема, се реши со една изборна единица. Остануваат пак лидерите главни, остануваат затворени, заробени листи, како ми е. Значи, остануваат, затворените изборни листи и ништо не е решено. Не е главниот проблем во Македонија, а тоа дури некои сака да го кажат отворените, не, главен проблем е една изборна единица. Не. За лидерите на помалите партии, за нив лично главен проблем е една изборна единица. Дали тие лично ќе станат пратеници или не? Тоа е вистина. Меѓутоа, за граѓаните, за државата, главен проблем се затворените листи за сите негативни последици што ги носат. Велите, статутите на партиите се направени така според овој изборен законник, каде што претседателот на партијата му дава право фактички сам да одлучува и да носи секакви закони во статусот, во делот на својата партија, лично сам, без некоја поголема демократија. Дали со отворените листи ова би се променило околу статутите на партиите? Веднаш да кажам дека сега одлично се има прилагодено кон овој изборен закон со затворени листи, партиите, затоа што практично како што тој закон кажува дека мора лидерот на партијата да го достави, да го завери, да го достави избирачкиот список до ДИК, така и во партијата статут кажува дека лидерот на партијата треба сам да реши за распоредот на како се рангирањето на изборната листа. И тоа нив им одговара супер, значи тоа е заробена држава по дефиниција. Сега прашањето е дали со отворените листи ќе имаат некаква обврска законска или било каква да ги сменат статутите. Не. Токму така. Значи тие немаат никаква законска обврска. Меѓутоа обврската е логична и практично тие ќе мора да ги променат своите изборни статути и да ги прилагодат на отворените листи, затоа што еве да кажеме тие не го промениле статутот. Токму така. И останува најлојалните, најверните луѓе си ги стават на изборна листа. Еве да речеме во една изборна единица 20 луѓе си ги ставаат, најверните. Така. Што се случува? Ако граѓаните ние не ги сакаме тие луѓе, не ги цениме и не ги почитаме, внимавајте на тие два збора. Многу е битно кого ние граѓаните го почитуваме и во кого имаме доверба. Во какви луѓе, во кои луѓе. Значи, ние до сега со затворени листи не ги ни познаваме тие луѓе што се на изборната листа. Може би лидерот што е првото место го знаеме, другите не се ни важни, нели, не се ни битни. Партијата е битна. Па никој не ги чита моментално. Ама па тие не ни решаваат, тие само дигаат раце на знак на лидерот. Тие се марионетки.
Значи катастрофа систем. А со отворени листи ние имаме можност да гласаме за личност, која што може ќе биде лидерот, носителот на листата, може ќе биде и последниот. Не се знае, така? Така. И практично тие никогаш нема да знаат за кого ние може да гласаме и кого ќе го направиме. И тие се на некој начин приморани да стават најквалитетни личности. Не може да стават своји послушници по трончиња или било кој што ќе ги слушаат нив. Ние нити ги знаеме, нити ги почитуваме, нема да добијат тие листи, нема да добијат воопшто гласови, тие партии може да пропаднат ако не се прилагодат на отворените листи. И затоа сите партии со отворени листи ќе бидат обврзани да ги стават најквалитетните луѓе во државата, не дали се членови на партијата или не се членови. Тие луѓе кои што ќе привлечат гласови од граѓаните, од нас. Меѓутоа, кога ќе гласаме ние за тие најквалитетни личности, кога тие личности ќе знаат дека станале пратеници затоа што ние граѓаните сме ги гласали, а не затоа што лидерот ги ставил на листа зашто ние ги сакаме, а не зашто он ги сака. Така? Така. Тогаш тие пратеници ги нас ќе не бидат одговорни. Лидерот ќе биде само администратор. Кој што ќе им помага во кампања, ќе им помага да нешто канцеларија, компјутер да работат, што подобро. Меѓутоа, они се кон нас одговорни. Тоа е главното што ги двои отворените од затворените листи. И ние граѓаните после тоа можеме постојано да бидеме од текстови случаи, да влијаеме ако сакаме, ако ни интересира политика, за своите животи, за своите судбини, за својата држава. И да си, јас сум добар, биде за спортот, да кажеме, ќе се збори, ќе дам мој предлог за спортот. Так. Некој е добар за, не знам, некој за економија. Ќе си каже за економија најдобрите предлози на тој пратеник што не го представува. И тој силно поддржа на своите идеи од своите граѓани, ќе отиде на парламент и каже: "Чекате луѓе, ние имаме такви корекции да бидат на амандмани ставени за тоа и тоа се направи." Граѓаните тоа го бараат. Ама не му одговара на лидерот. Кој е тој? Кој го прашува лидерот дали му одговара? Граѓаните се важни. Државата ни е важна. Државата сега ни тоне, ние се секираме дали едниот или другиот лидер ќе добие повеќе или помалку. Луда работа. Значи, на некој начин мислите дека партиите сами по себе, без некој посебен закон, бидејќи нема закон што ги обврзува Па и сега овој и нема закон ни не да ги обврзува има, вака статут. мислите дека сами по себе ќе се на некој начин демократизираат И сега внатре во статутите ги партиите? имаат прилагодено кон овој закон. Изборни за затворени листи. Едноставно така кажува законот, лидерот ги носи листите, ги одобрува, така си направиле и они. Кога ќе стои во законот дека лидерот ги носи листите со отворени, значи да можеме да гласаме за личности, ќе ги прашам дали ќе стават послушници. Нема потреба од промена на статут, ако мислат да викаат добри луѓе. Нека си викаат добри. Ова прашање ми го поттекнува токму и следното, тоа е дали според вас овој сегашен закон е уставен со затворени листи?